Добра вечер. Јас сум Паула Костадиновска-Костич, а вие гледате уште едно издание на За или против. Вечерва ќе зборуваме за новиот закон за заштита од пушењето. Законот се уште не е изгласан, но предизвика силни реакции во јавноста. Едните го поздравуваат и велат дека е неопходен чекор за заштита на здравјето, другите пак велат дека ќе удри по угостителството и секојдневието на граѓаните. Строги забрани, високи казни, нови правила за јавните простори. Дали ова е европскиот стандард или пак мерката е отидена предалеку. Вечерва заедно со моите гости ќе аргументираме на оваа тема. Мој вечерашен гостин е доктор Александар Сајковски, педијатар од Аџибадем Систина. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до вас пред се и до сите гледачи што ја гледаат емисијава. И долгогодишниот угостител, господинот Саша Шотаровски, моментален менаџер и собственик на Бифет Ефталиџе. До сега изминативе години исто така сте менаџирали доста култни места, локали каде што се собирал нукниот живот во Скопје. Добра вечер и за вас. Ви благодарам што ја прифативте. Добро вечер, Павла, ти благодарам за поканата. Добро вечер на сите гледачи на Алфа. Јас се надевам дека ќе имаме плодна дискусија, темата ни е навистина доста актуелна. Би започнала, докторе, најпрво со вас. Сите знаеме дека пушењето е штетно по нашето здравје и пасивното пушење, исто така и пушењето пред децата. Можете ли да ни кажете како гледате вие нова, еве ќе кажам рестриктивен е сепак законот, најрестриктивен досега, на долгорочни стази, кои се придобивките според вас? Па добро, ја законот лично го немам прочитано, нели? Меѓутоа понешто по медиуми го гледаме и го читаме, рестриктивен отприлike како што и во Западна Европа. Интересно е, например, дека имате делови во Соединетите Американски држави каде што е уште порестриктивен системот на пушење, на други места е полиберален, ај така да кажем. Сега тоа е одлука на предсе на Министерството за здравство во смисол на долгорочно намалување на користење на цигарите, односно димот од цигарите кои што има многу штетни компоненти во себе и долгорочно гледано да може да се намали бројот на пушачи на една популација. Кај нас е најголемиот проблем што имаме доста активни пушачи уште во младата детска возраст, а тоа носи одредени предуслови за појавање одредени болести за кои што можеби би изборувале понатаму во тек на емисијата. Мислам дека од негде мора да се почне, тоа е факт. И реално би бил искрен кога ако некој го коментира како ригорозен закон, да кажеме, да бидеме и такви ригорозни закони и за аерозагадувањето, да речеме, па да ги врземе и двата на некој начин. Така. Дали вие, господине Шотаровски, се согласувате со доктор Сајковски? Апсолутно. Јас сум за тоа, дури мислам дека може и поригорозен закон да се донесе. Особено да ги заштитиме тие млади луѓе и да престане овој терор врз непушачите. Знам, отприлика тој закон е горе-доле секаде во околниве земји и мислам дека би требало да се тргне од некаде, било каде. Голем проблем е што овој закон нема да се имплементира на територија на цела Република Македонија. Јас ќе ве прашам малку подоцна за тоа прашање. Ме интересира дали сметате дека вие како угостител, долгогодишен угостител, имате навистина голямо искуство со менаџирање. Дали законов има дискриминаторска нијанса во смисла на тоа што долгогодишни страствени пушачи сега буквално нема да можат да бидат дел од ноќниот живот, не само од места каде што се. Не, законот си е топ. Значи тие луѓе што пушат, ја пушам од 6 оделенија, не може да малтретираат други луѓе во затворени простори. Ваков или сличен закон се донеси 2010. Значи не е проблем законот. Законот е одличен. Можеме подоцна да зборуваме како би се донел прав закон. Меѓутоа, овој закон за оваа држава е као да го пишувале двајца швеѓани и да се треба да се имплементира у Финска. Мислите дека не може да се имплементира во Македонија? Зошто? Еве, објаснете ни зошто. Па еве, например, тргнуваме од предпоставка во ретие, казни големи и сето тоа.
Ако ми објасни мене некој, не знам кој ќе ги спроведува тие казни, еве некој санитарен инспектор. Да, веќе најави има дека има Да. 40 нови инспектори Супер. обучени. Супер, 40 нови инспектори, има 5000 угостителски објекти во Македонија. И кога ќе ми објасни некој како тој санитарен инспектор од подрачна единица Струга ќе отиде во Велешта и ќе у ноќниот клуб, ако види дека се пуши, ќе го затвори, јас ќе му пружам рака. Како тој санитарен инспектор од, не знам, од Чаир ќе отиде у Турска чаршија и у Чеджилницине, ќе дојде и ќе им каже, луѓе, многу е штетно пушењето, немојте да пушите. И ќе затвори и ќе наплати казна. Исто така, значи да не ги делиме работите како тој ќе отиде у некое село, ке Лале у Љубојно, кај што се собираат луѓе у некое кафанче и ќе им објасни, знаете што, многу е штетен законот, вие сега ќе платите 2500 или колку илјади евра. Не може да се имплементира. А ако тој закон не се имплементира на територија на Република Македонија, тогаш е безпредметен. Ако ние донесеме закон што ќе важи за у центар Карпуш и аеродром, onda сме утнале работата. Така, меѓутоа, имаше и најави дека овој закон исто така има една друга улога, треба да ги едуцира младите. Можеме подоцна да зборуваме за тоа. Не е проблем. Значи, тука, еве, не едуцира од 2010-та, докторот ќе потврди, се покачи пушењето. Многу просто може да се едуцира. Ќе се од 5000 објекти угостителски, кој сака ќе си плати некоја пристојна цена по квадрат како ќе оди и ќе ги направат 1000-2000 евра, не знам. Они знаат. Тие што нема да се пуши, нема да се плати. Ќе ги тргнат продавачите на тутун од пазарите, ќе ги направат цигарите 25 евра кутија, да видиме кој ќе пуши. Кое дете ќе може да си дозволи да даде 1500 денари за кутија цигари. Еве, ја пушам, ја ќе донесам еднашка кутија дома, вториот ден ќе донесам кутија дома, третиот ден ќе ми ја смени жена ми бравата. Пошто тоа на годишно ниво е 10.000 евра. За тие пари ќе идеме у Куба, ќе пушиме, куриме, сам не. Многу е просто тоа, ако сака може да се реши. Вака само ќе направиме проблем како што го направивме и тогаш. Стално ќе има у овие 3 општини некој фраер што ќе му јавува дека се пуши. Мислите на центар, Карпуш, Да, и аеродром. И стално ќе има некој кај што ќе се пуши, а сите други нема да се пушат. Нема да се пуши. И стално ќе има проблеми. Ја не знам, не сваќам ВМРО си пука у колено сам ничим изазван. Затоа што никој нема од неговите тие, како ги викаат, коалициони партнери да го поддржи тоа. Нема, мислите да нема добра Па поддршка? нема, не. Кој ќе отидат тие, како се вика тоа, партијата на овој Изет Меджити, што ќе им каже, немојте да пушите. Направите со казни, не со казни, со скапи цигари. Ќе се затворат фришоповите од околу, не може пола Скопје да пуши бе Карелија од грчкиот фришоп. Дали вие мислите дека законот може да се имплементира, дека ќе се смогнат сили на вистина да функционира високи казни, строги забрани и да биде онака како што и самиот рековте, Западна Европа, секој, рече се секој од нас излегол надвор од границите бил во Европа и таму нели на вистина е многу порестриктивно за разлика од Балканот. Па сега ако ја не сум законодавец, нели, можам да зборам во тој дел, меѓутоа од она што ги имам видено во животот, еден од најрестриктивни гледано така закони, ова што го споменувате и вие, и во Сингапур. Таму не можете да внесете кутија цигари преку аеродром, а толку се околу 20 и нешто долари е една кутија цигари. И автоматски, кога под джепки ве удрат да купувате, нели, тогаш и се намалува бројот на пушачи. Не знам, ја прв пат сега чув, например, дека има 5000 угостителски објекти во Македонија. Тоа е навистина импресивна бројка, мислам, реално импресивна бројка. Како ќе се спроведе контролата, навистина не знам. Сега, ние долго време зборуваме дека треба нешто да се направи, да им се објасни на луѓето зошто да, зошто не.
пушење. Кои се позитивни, кои се негативни страни? Што е причината? Зошто да речеме во светот се води кампања против пушење? Тоа треба да им се објасни на луѓето. Каде се здравствените придобивки, а што е уствари лошо со самото пушење? Ако, да речеме, еден човек, едно дете, зрело дете, да речеме тинејџер, ги погледне тие податоци и информации, тогаш само нека одлучиш што прави со собственото тело, нели? Така, сметате ли дека можеби подобро ќе беше да има една, да кажеме, силна пропаганда, кампања, и посилно ќе ја наречам со посилни зборови, пропаганда како на населението, бидејќи според последните статистики на Институт за јавно здравје, половина Македонија пуши, односно 45% од населението се активни пушачи со 20 цигари на ден, 15% се поранешни. Не чудени оние анкети кои што сега граѓаните се поделени. Најверојатно пушачи и непушачи се за и против ова законско решение. Можеби еве на тој начин ќе можевме, нели, да ги едуцираме младите што значи пушењето и колку е штетно. Ја мислам дека имаме најевтини цигари во регионот. Значи нема тука едукација, нема ништо. Единствено што може да ги одврати се парите. Моментот кога ќе дојде, ти викам 25 евра, 1500 денари цигара, кутија цигари, тоа само од себе ќе замре. Кога ќе ги поапсат сите овие што продаваат нека Господ знае какви тутуни, нема да може една нормална македонска фамилија, нема да може да си дозволи да има човек што пуши. И безпредметно е ти да пушиш на 500 евра плати и да даваш 500 евра за цигари. Толку е, значи нема, меѓутоа тоа мора да се направи и нормално со кампања. Ќе се земе некој добар бренд, тие млади деца што му веруваат, не знам, што го почитуваат, што веруваат во него. Ја ти гарантирам дека за 3 години, ако ова, они нека го модифицираат, сигурно ова е онака од памет извадено, нема да имаш потреба да купуваш цигари. Нема кој нормален ќе купи цигари у денешно време у Македонија. За месечно да трошиш ти, не знам, 400-500 евра, па ти идеш, не знам, со визер у Италија, ќе уживаш, не си луд. Затоа што се преценува тоа да им објасниме колку тоа е штетно. Никој не е глуп, отвара, гледа. Секој има по некој починат, у комши болен, не болен. Единствено нешто се парите. И сега Македонија нема некој висок стандард и некоја висока просечна плата, па страсни пушачи голем процент од домашниот буџет даваат на цигари. Давам, Павла, ама они имаат цигари шверцувани од Грчка за 80 денари. Кој нема да пуши? Ја имам сестра што живее во Англија, таму пушат за Нова година, за не знам, за Великден и за Ѓурѓовден, и кои ќе дојат тука се трујат, што не пушат таму на тие цени. Не може да пушат. Тоа е просто, тоа не е проблем, ние ти ги казнуваме кафанџиите. Стално ќе има некој што едноставно ќе се направи една одвратна атмосфера на чувај се, тргај се, прај се. Затоа што не можеш ти да забореш сега сега ги споминавме само преку мост. Не знам, у Белинбегова таму кој ќе биде 7-та песна од Аца Лукас, кој ќе му рече да не запали цигар? Како ќе му објасни? Јас сум бил у таква ситуација. Па добро, меѓутоа еве сега навистина има најави од Министерство за економија, има 40 нови инспектори веќе обучени и 160 инспектори, да кажеме, ќе хараат низ цела територија на Македонија, ќе проверуваат локали меѓу кои и забраната за пушење. Може би ќе бидат контролите, инспекциите малце по, да кажеме, чести, може би луѓето ќе почнат да ги удира под джеб. Казните не се мали, од 100 до 300 евра за физички лица, од 2000 до 5000 евра за правни лица. Навистина се големи, сакам да кажам, и може би тоа ќе ги заузда на некој начин пушачите дека ќе има реперкусии. Се додека се цигарите ефтини, се додека имаш ти тутун на пазар, ништо не помага. Кој вика дека тие рестрикции нема да бидат селективни. Ја пак ти викам, си пукаат у колено, па ќе има ваши наши, па ќе се сликаат со телефони, па ќе кажат кај Паулу кафана се пуши, она е со овој, а не е со оној. Зашто да правиме кодоши од луѓето?
Дај да го решиме во корен. Не сме проблем ја и докторот. Он не пуши, ја пушам, уште малку јам, уште по 2 кречења. Ама дај децава да не пушат. Зашто да пушат децава? Зашто и да малтретира некој некого непушач? Подели ги локалите, ќе плаќа, еве ја ти гарантирам. Ако се све ова се направи и поскапи цигари, јас следната година нема да земам лиценца, зашто да дадам 1000 евра, ќе нема човече кој да пуши. Нема тука сега нешто ќе му одиме ние, кому ќе му кажеш ти на некој магарец 70 години и знаеш штетни се цигари. Тој едни цигари му се душише меракот. Затоа што се ефтини. А нека некој пензионер нека купи 2000 денари кутија цигари, ќе губи баба му одмо. Така, вие се согласувате дека никој не треба да биде казнат и да се труе доколку сиди со пушач? Ви го прашала докторот. Во однос на постојат ли некакви научни студии каде пасивното пушење што може да предизвика од болести кардиоваскуларни и хронични? Постои како не. Може ли малку повеќе на... Да, во тој Medline, да речеме, во тие бази на податоци на издадени трудови, постои нешто над 50.000 труда кои што опишуваат кои се последиците од така наречено пасивно пушење. И активно, нормално. Меѓутоа, тој термин пасивно пушење е многу, можам да кажам, не е погрешен, нели, збориме за човек кој што не пуши, а седи во средина каде што се пушачи. У суштина тоа е форма на активно пушење. Например, едно дете ако го држите во соба каде што родителите негови или една особа пуши, на 10 испушени цигари, детето испушило 4 цигари. Нели со чадот што се ослободува. И клучниот проблем во тој дел може би, нели, сега некој ќе рече ќе купат овие сите прочистувачи на воздух и така натаму, меѓутоа клучниот дел е што пушењето е една класична зависност, и психичка и физичка зависност. Тоа е као да внесувате било која друга психотропна супстанца, као хероин, само што таму е физичката зависност поинтензивна, нели, кокаин, хероин и тие други наркотици. Кај пушачите постои еден феномен многу интересен. Ве прашите било кого, возрастен човек кој што пуши, спие, наутро му се пуши цигара. Тоа е многу интересен феномен, затоа што нивото на никотин е паднато и со влечење на првите димови, пазите, само 3 до 5 секунди треба од првиот дим да влезе никотинот во мозокот. Почнува активација на телото. И тоа е многу интересен феномен. Значи, едноставно се буди целиот организам. Меѓутоа, тоа, кога ќе поминете после 10, 15, 20 цигари, тогаш веќе паѓа целото ниво, затоа што има многу супстанции, многу молекули, кои што може да предизвикаат сосема други ефекти. Треба на младата генерација суштински да им се објасни каде е проблемот на зависност. Оти тоа е исто како да внесуваат било која дрога. Исто, психичка и физичка зависност. Која е поинтензивна, психичката или физичката, конкретно за никотинот? Физичката е апсолутно поинтензивна, затоа што не можете без тоа. Алкохолот носи до физичка зависност, исто така, алкохолот. Алкохолизмот, да кажам, нели? Луѓето не може да го остават затоа што он станува дел од организмот, како и другите. Као што е и со цигарите. Они стануваат, никотинот, ние збориме никотина, таму има во цигарите повеќе од 2000 разни хемиски состојки, за кои многу од на нив се додава, да речеме, фармацевтската индустрија додава уште негде 400 дополнителни хемиски супстанции кои што сите, ниедна не прави добро, сите ви прават лошо, нели? Сите се у суштина лоши по здравието. И затоа сега во светот е таа кампања уназад последниве 30-40 години, за да се обиде да се намали не пушењето како пушење, колку последиците од него и бројот на население што пуши. И да го сведете на нула, тоа е немогуче. Не може да се случи, нели? Кога збориме за, јас, например, пошто сум педијатар, кога збориме за децата, клучен момент е што децата прво се помали, физички помали.
неразвиени им се органите, нив срцето им чука побрзо од нашето, мозокот им работи побрзо, дишат 50 до 60 пати во минута за нас, за разлика од нас возрастните кои што дишаме 12 до 16 пати во минута. И сега кога некој пуши, да речеме некој родител, еден од 20 родители пуши дома, оно многу побрзо го упива чадот и се она што го содржи чадот. И има еден исто така многу интересен феномен кај сите пушачи, тоа апсолутно ќе го видите, се пуши една цигара до крај. Ретко кој пушач гаси цигара на пола. А во последната третина на цигарата се најголемите отрови, у суштина. Да речеме, најголемата концентрација на јаглероден моноксид е во последната третина. Има и на почетокот, меѓутоа тогаш е најголем. А пример сега ако кажувам, јаглеродниот моноксид е молекула која што во основа се врзува за хемоглобинот, наместо кислород, многу појако се врзува, и едноставно кога пушите, и особено последната третина од цигарата, шансите да ви се појави малаксалост, слабост, вртоглавица, се тоа, грчеви во нозе може да се појават исто така, се тоа е сосема очекувано, затоа што нема кислород во телото. Мерите кислород, тоа се прави, нели? Мерите кислород, например, кај непушач, кај пушач пред да почне да запали цигара, и додека пуши ќе видите како паѓа кислородот во телото. И сакам уште нешто да кажам, кое што многу малце се збори, еден феномен многу интересен. Не знам дали знаат луѓето, во цигарите има меѓу другото и плутониум, и радон. Тоа се радиоактивни прашинки и гасови. Значи, пушачите внесуваат, дали активно или децава нивни пасивно, внесуваат меѓу другото и радиоактивни супстанции. А од друга страна, сакав да се надоврзам на ова што го споменавте кога станува збор за локалите и за масовноста на пушењето. Има еден многу интересен податок кој го објавија во Бразил, дека бразилските произведувачи на тутун треба да работат 6 години за да заработат онолку пари колку што заработува CEO-то на една од трите најголеми светски компании што произведуваат цигари за еден ден. Они треба 6 години да работат. Па сега видите, тоа се гледа кај оди пирамидата на финансиите, нели? Така да има многу елементи кои што едноставно треба да се збори. На крај на денот избор на индивидуата. Меѓутоа, младите деца, адолесцентите, значи деца во пубертет, деца кои што сега излагаат, нели, по дискотеки, по кафичи и така натаму, вие ако ги прашате, они ќе ви кажат дека и наркотиците им се достапни многу лесно. А не цигарите. Цигарите се ултра достапни и најефтини се реално кај нас во однос на било каде, ако ги гледате цените. И мислам дека треба да се отвори таа дебата и мислам дека е добро да се отвори дебатата. Така, вие имате години, како што и кажав, искуство со менаџирање на локали, сте виделе буквално од сите генерации публика. И сега мене прашањето ми е, па дури овие најмладите кои ќе започнуваат со ноќниот живот. Доколку, законот се изгласа и на вистина, хипотетички, функционира. Односно, нема ниту во еден локал, ниту пред локалот, ниту во локалот нема. Дали тоа би така влијаело младава популација некако да го прими тоа, да им стане секојдневие, навика? Ама види, најмал проблем се овдека, нешто читам на тоа Facebook, тие дискусии, профитот на кафанџиите. Тоа е најмал проблем, минорен проблем. Проблемот е ова што вика докторот. Да им направиме да не му текне да купи цигари. Сега тие деца не се глупи, ќе се изгуглаат. Дај нека отиде со парите у Охрид, не знам, на одмор. Дај сега, ќерка ми пуши едни, тие како ги викаат, ајкоси, мајкоси, кретенски едни цигари, мислам, дај направи го 600, 1000 денари, па нема да пуши. Ефтини се цигарите и достапни им се. И сега,
еве, он малку е доктор од година, две постар од мене, па тоа е статус, па тоа е со цигарата, па не знам што. Да, достапна е и дрога и све е достапно. Меѓутоа, ова е најефтина. И онда се они фраери со тие што се ставаат у тоа. Електронските цигари. И нема, значи, да не му текне. Да му текне дека боле е да си купи 2 коктела, него да купи цигари. Да си купи, не знам, 3 пива, еве, не знам, 5 кола-коли, немам појма било што, хамбургер, нека јаде хамбургер и кола-кола, да му биде колку кутија цигари. Никој не е глуп да купи кутија цигари. Да се направи, да се преметне, да се преигра игрицата, да се докторот и уште 5 доктори секој ден на телевизија, сега јас извадив од памет. Да искачаат, едноставно да се направи да стане селјачки да пушиш. Така, да не е статус. Да не е статусен символ, не знам, 200 денари цигари најскапите, не бе, направи ги 2000 тие. Да видиш после кој ќе пуши, никој. Ова што го кажавте околу децата и новина во законот е веќе нема да може во приватни автомобили каде што се превезуваат деца да се запали цигари, во сите образовни воспитни институции, ниту пред врата да се запали цигари, дури и објекти каде што се организираат забави за деца, родендани и така натака. Ви имате искуство со дечиња. Колку пушачи родители може да имаат влијание во однос на, нели, децата се мали, меѓутоа доколку постојано ги гледаат родителите, околината, нивните гости кои што доаѓаат постојано со цигара, колку тоа може да го направи иден пушач, кога ќе може да посегне по цигара, или можеби повеќе средината влијае? Да, добро прашање. Многу често ми доаѓаат родители во амбуланта и викаат, кажи ми, доктор, што дека е бебе, нели, како да го воспитувам детето? Не треба да го воспитувате. Тоа вас ке ве копира. Тоа вие како родители што го правите дома, она вас ве копира. Ако има родители кои што пушат, и оно ќе пуши. Не може да не пуши. Ке пропуши, бидите сигурни. Значи, влијанието на... Само да напоменам, се враќам назад ова што го рековте вие за пушење во возило. Да. Во Грција е 1500 евра казна за возач или сувозач ако пуши со дете во кола. И тоа е одамна закон, не е од сега. На некои места во Лос Анџелес, например, таа казна е $5000. Истото тоа. Меѓутоа, таму се спроведува законот. Нели, ако ве фатат, ќе си платите. Тоа е суштината. Тоа е проблемот. Од друга страна, ние можеме да ги воспитуваме, ние можеме да збориме. Меѓутоа, децата копираат. Сега, ако во адолесцентна фаза, нели, пубертетска фаза, има некој дечко и некоја девојка во школа кој што е мачо мен и некоја девојка која, нели, ако они пушат, тука ќе почне и тука копирање. Значи, не е само да забраните непушење пред врата. Океј, мислам, нормално е дека во болница, во школа не треба да се пуши, мислам. Да, ма меѓутоа сега се пуши. Пред сите болници, клиники се пуши. Да. Пред училиште, дури вработените излегуваат надвор, пушат. Ја дури сега се запрашувам како вработените ќе функционираат во тие институции, каде ќе ја палат цигарата? Еве 8 часа се на работа. Меѓутоа тоа е поентата на законов, извини доктор. Да. Значи, да направиш да не може. Направимо ги скупи цигарите. Крајот е многу е просто. Ја ти викам, ја и пушам од 7 оделење, не знам виш. Единствен пат која ги оставив на година дена, која работев у Чешка. Немаше ни карактер, ни ништо. Беа скупи цигарите, у живот подобро не сум се осеќал. Многу е, нема тука филозофија. Со цигари сега има некои цигари по 120-30 денари. Одма е онеш език. Она главната у школа ќе пуши. Направи му да е кутија цигари, што е сега најмодерно, не знам, деца, бургери, не знам што. Нема да пуши, не е тоа глупо дете. Што сам ќе пуши, никој нема да пуши околу него. Силјачки напрего да биде нели она in-out, да биде селаски. Ој пуши, бега подалек. Да, тоа е суштината во многу места во Западна Европа. Ако нели запалиш цигара на улица, на пример, некој е чуше, те гледаат чудно. За гледање е.
знаеш. Така да тоа е веројатно едно од најелегантните решенија, цената. И ја исто мислам. Се друго е кога е достапно. Знаете како, да речеме, еве и нека се спроведува 100% законот. Еве нека е 100% спроводен. Децата ќе одат у парк, таму ќе пушат. Тоа Ќе одат на средно водно, таму ќе пушат. Значи треба да влијаеме на нив на повеќе сектори, значи едноставно да ги освестиш зашто не е добро или да е екстремно скупо, па да не може да си го користи. Мислам дека добро би било за гледачите, може би малце повеќе ќе се едуцираат. Меѓутоа, еве вас да ве прашам, докторе, па и пасивно пушење, не само активно. Кои се најчестите заболувања? Тоа е да ги уплашиме сакате. Па, Да. мислам дека би било добро да слушнат. Значи, видите, кај децата конкретно, во семејства каде што има пушачи, 2 до 3 пати е поголем бројот на случаи на така наречен СИЦ, значи нагла смрт на детето. Значи, од нигде никаде, легне, заспива и умира. Тоа е СИЦ доаѓа од кратен касаден infant death синдром, така се вика. Тоа е една од значените работи. Втората многу значајна работа, што деца кои што имаат хронични бронхити, кашлици, алергии и таква работа, имаат склоност кон астма и така натаму, за скоро 80% се зголемува шансата да развијат класична астма. Или, например, да развијат чести бронхитиси или чести инфекции на дишните патишта. Дури, за жал, ние еве сега во педијатријата, она што не би требало да го гледаме и деца со кардиоваскуларни болести, кои што се резултат на прекумерно. Значи, не е само прекумерното пушење, има и други фактори, али еден од битните фактори. Гледаме и кардиоваскуларни болести и она што е уште пострашно, гледаме пораст на малигни болести. Значи, не би требало, децата не би требало да добиваат канцер, затоа што се уште млади, а го добиваат заради нарушување на имунолошкиот систем. Видите, тука има еден феномен интересен. Ние велиме стално модерните отрови на 21. век се пестицидите, органофосфатите, ова што се користи во земјоделие, така. Па што све се користи за да се да израсне тутунот, нели, да биде поквалитетен, ајде да кажам така, нели, во тие категории како што ги ставаат. Меѓу другото, ви имате во тутунот формалдехид. Формалдехид, имате 300 други молекули, например катранот, ние се фаќаме за катранот, катранот има 200 субстанции, од кои 60 се директно докажани дека предизвикуваат канцер. И ние реално гледаме, значи во последниве децении во педијатријата, реално гледаме пораст на деца со алергии, пораст на деца со астма, пораст на деца со малигни болести, а врзано е со употреба на такви, да речеме, меѓу другото и на цигарите, и неконтролиран начин на исхрана каде што се користат тие органофосфати, нели, хербициди, пестициди и така натаму. И мислам дека навистина треба нешто да се направи во тој дел. Зошто едно дете да го осудиме да умре младо или да добие астма и после цел живот? Дете кој ќе добие астма, каде што има влијание цигарите, за 25 до 30 години ќе се го скратува животот. Ако требал да живее 80 години, он ќе живее помалку од 60. Зошто да умре порано? На крај на денот животот ни е еден. Немаме 100 живота, така? Така, веќе кога сме кај децата, мене ме интересира за трудниците. Колку е ризикот од трудница која што пуши, да има сериозни реперкусии по здравјето на младенчето? Да, трудници кои пушат, најчесто раѓаат деца со помала тежина или пред време ги раѓаат. Најчесто. Едноставно, има уште неколку други субстанции во цигарите, нели, кога се пуши, кои што прават воспаление во телото. Не инфекција, него воспаление. Парадентоза прават и така натаму. И тоа може да е предуслов за појава на предвремено раѓање. А во првите 3 месеци, интензивно пушење во првите 3 месеци од бременоста може да дојде до погрешно формирање на плодот. Сега така да кажам за да разбере публиката, фактички да се појави дете со некаква аномалија.
Значи, тоа е директно влијание на цигарата. Нели ви реков, за 3 секунди доаѓа од првото увлекување на димот до мозокот, самиот никотин, а истото е и до матката и до плодот кај детето. Дали има научни студии кои што цврсто со докази го докажуваат тоа? Знаете зашто ве прашам? Мајка ми беше навистина страстен пушач, сигурно 2 кутии дневно. Јас сум родена 6 кг и 150 грама, мислам, не знам дали во Македонија некој е поголемо бебе од мене е родено. Меѓутоа, сега малку ме замисливте, бидејќи она ги остави цигарите, кога имаше здравствен проблем излив, па мораше да ги остави. Меѓутоа, и ја имам и прашано, и во обробеноста пушеше, и пред мене, и кога бев мала, и така натака. И малку ме чуди, например, дали има, не знам, докази медицински, како науката го објаснува тоа. Па тоа знаете Јас сум како? навистина била сум и здраво бебе родена и никаква алергија немам во животот, е се уште денес ни бронхитис. Здрава Обично, сум. прво да ви кажам, обично бебе со висока тежина се раѓа кај мајки кои што имаат малку проблем со шекерот, нели? Скриен шекер. Да. Најчесто е тоа, да речеме вака као ситуација. Меѓутоа, вие меѓу народот ќе чуете и една друга. Ќе рече некој, абе, дедо ми пушеше и живееше 80 години. Да, или мора од нешто да се Што не е умре. спорно. Значи, не сите добиваат, нели? Ама зависи од имунолошкиот систем. Значи, не викаме дека секое дете што пуши или секој пушач ќе добие карцином на плуќе. Не. Имате луѓе кои што не се пушачи, А имаат карцином. а добиле карцином на плуќе. Значи, има и други фактори, не се само цигарите. Затоа и го спомнав на почеток, да речеме и аерозагадувањето. И тоа е фактор. Цигарите се аерозагадување, форма на аерозагадување, плюс како дрога се, нели? Меѓутоа има повеќе фактори кои што тоа го предизвикуваат. И колку повеќе ние, да речеме, на некој начин влијаеме во тој дел, колку можеме да влијаеме, толку ќе се намали бројот на одредени болести. Докази има апсолутно, верувајте. Огромен број на студии, значи релевантни студии, значи оние дупло слепи проби студии кои што стварно докажуваат. Не сега некој му текнало па напишал така. Реални студии. Да, нормално има, постојат исклучоци, Да. веќе кога сме, кажавте и алкохолот дека е доста физичка зависност и кратко потоа ќе се префрлам на вас, што е поштетно, една запалена цигара или една чашка алкохол и која зависност полесно се лечи? Добро прашање. Двете Добро прашање пак. Прашањето е дали ќе се задржите на една чашка алкохол. И дали на една цигара или? Па не, една цигара нема да ви направи да добиете канцер сигурно. Проблемот е од една чашка станува 3-5 и понатаму. Мала количина на алкохол ги шири крвните садови на срцето. Тоа е 1 или 2 чашки максимум. Меѓутоа, многу лесно се претерува. Кога ќе тргнете над 2-3, тогаш станува тој спазам на крвните садови на срцето. Значи, што би рекле старите интернисти, значи, една чашка алкохол ви е нешто као персантин, нели? На времето што се користеше, така кажуваа старите интернисти. Меѓутоа, веќе третата ви е опасен цијанид. Вие сте дел од ноќниот живот, еве публиката кај вас, повеќе се по чашка или по цигара? Дали има навистина многу пушачи? Па не ти кажам право, во последно време пак некако тргнаа сите со цигари. Едно време беше спласнато тоа. Сега добро, кај мене доаѓаат стари луѓе на кои горе-доле и све исто им е више, се шалам. Меѓутоа, алкохол како алкохол, 1-2, меѓутоа стварно мора ред да се стави, и тоа Safe City, и тоа, значи, други одат курбан. Ме сваќаш, една чашка не е страшно ништо, меѓутоа, повеќе е страшно. Се избезумуваат луѓето. Не е убаво тоа да се гледа. Ако се претера со алкохол, може да има повеќе проблеми. Извини што сакав да ти кажам, кога го донесе оној закон 2010-та... Да, тоа сега ќе ве прашав, вашето искуство од кога 2010-та имаше, не беше толку строг законот, меѓутоа вака беше, одеднаш се прикрати, забрани, така натака. Еве, што вас како гостител, со што се соочивте? Ништо, ја тогаш работев на Ленинова и од Златна улица, ја направивме Кюстендил, сите со онакви што не ми се веруеше со најлон.
Као таму може да се пуши, па таму не може да се пуши. Колега на докторот дојде од Америка, Гораст, Росокли, вика, дали сте бе нормални у најлонов пушите? Тоа вика 5 пати поштетно него. И почна да биде едноставно, како да ти кажам, тоа приказки, ноќниот живот замрел со цигарите, не замрел ноќниот живот. Меѓутоа се случи една многу чудна работа. Целиот вајб се пребаци у чаршија. Таму не важеше закон и многу луѓе буквално банкротираа. Никој не е за жалење кафанџија, меѓутоа и ние сме луѓе, знаеш, вложени пари. И токму заради тоа мене, прво го грдевме градот, го направивме со најлони, па у некои оние, како се викаат, кебапчилници, па тоа е хаос, мислам, кој ќе влезеш унутре, кој ти искочиш, стварно мирисеш на не знам што. Таму може да се пуши. Затоа мене овој закон. Не знам кој го носел, не знам кој го спрема, нека се тргне од корен да се реши тоа. Да не дојдеме некој од некого да зависи, некој од некого да зависиме од некаков си инспектор таму, некој. 3 страни, како се вика, заградено една страна. Не се пуши. И крај. Ма секте. Ќе се вратиме на ова прашање, време е неколку минути за реклами и веднаш потоа се враќаме во студио. Повторно сме назад во студио. Вечерва дебатираме за новиот закон за заштита од пушењето. Со мене во студио е доктор Александар Сајковски и долгогодишниот угостител Саша Шотаровиќ. Да се вратиме на прашањето пред рекламите. Ви имате искуство што се случуваше во 2010-та. Констатиравме дека клучно е законот да се примени, не само да се донесе на хартија, него да ја применили во секоја ќоше во Скопје, во секој локал, во секоја општина, не само оние 3 општини кои што ги споминавте. Ајде малце да се навратиме 2010-та. Добро тргна. 2010-та добро тргна. Пак ќе ти кажам, ги направивме, се донесе некој компромис со тие најлоните и не се пушеше. И ништо не се деси. Се до моментот додека не видоа луѓето дека се отвори чаршијата. Јас отидов исто у чаршија да работам и таму беше state of shock. Таму имаше пепелјари секаде. Буквално. Не, мислам дека не ни знаеа дека е донесен закон. Како да не постои? Не постои. Тоа ќе се деси и сега. Ноќниот живот, поготово тоа лето 2011, 12, 13, 14, се опустоши Скопје. Се префрли таму. Со цигари, сон преку време на оноа до 5 сабајле. На работното време пред. Како и да се вика. И едноставно не е ни тоа фер. Ме разбираш? Да, мене ми било добро, меѓутоа не е поентата мене да ми е добро на докторот тебе. Работата е сите да има фер. Таму тоа беше хаос. Едноставно замре и Ленинова и све, буквално остана денот да се работи само. И токму тука ми е стравот мене што ќе се случи. Значи не, пример, ја имам кафиќ со 4 маси, мене не ништо. И тоа луѓе вложуваат сериозни пари во тенди, во онакви што тоа се скапа игранка. Затоа тие луѓе што го носат законот, да го осмислат поубаво, потемелно, да не биде некој оштетен, да се донесат фер правила на игра и после да се казнуе. Не можете уште 400 такви инспектори да овакво, да вработат, не е проблем. Гаранција дека ќе нема ваши наши, не постои, знаеме. Ако решиле, токму за тоа ти викам, ја не сваќам, супер е законот на хартија и јас сум за тоа да немал тие што пушат, да не ги малтретираат другите. Али вакво пукање у нога со ваков закон толку брзо, хаху,
Така, потоа што се случи, луѓето се префрлија во чаршија, си ги открија локалите каде што ќе можат нормално. слободно да палат цигара. И кафаната е навика, ти одиш на тоа место каде што ти е убаво, каде што немаш пресија, никој не влага, се пуши, не се пуши. Нема. Потоа мерките почна да олабовуваат, почна да се пуши онаму каде што се служи храна, па да има пушачи, непушачки дел. Со трасите, сега ли мислите дека така ќе случи? Ќе биде строго на почетокот. Магла не може у еден ресторан да кај што се служи храна да се пушат цигари, тоа е срамота. Нема. Јас сум пушач, не одам, затоа ти викам, исто ќе се деси. Ќе дојдат избори, овие ќе лабаат. Да се подели, значи, сакам да имам кафич за пушење, плаќам лиценца. Скапи цигари, за година дена не ја плаќам лиценцата, нема кој да пуши. Шо е тоа? Овој пуши вама, овие не пушат. Не е хумано. Ја познам луѓе што настапувале артистика на прекрасна девојка, јас на сега вика, ја не можам ако се пуши. И права е. Зашто да малтретираш? Еве ја и ти пример пушим да го малтретираме него. Нема. Шо е тоа? Зависен сум од цигари. Како не бе, кому кажеш? Си пушиш дома. Не, тоа финти да ме ќе паднал прометот. Нема да падне прометот ако ти дадеш добра услуга, добра програма, добро се. Нема да падне прометот. Едноставно да се донесе закон кај што ќе нема компромис. Баш за ова докторот што збореше, за деца, за младите. Да не му текне да помисли да купи цигари. Тоа е поентата. Дали и после и да нема, ќе продуцираат нови братучеди. Не сваќам. Скопје е мал град, Македонија е мала земја. Стално ќе знае некој миле што ќе му јави дека ќе дојде инспекција. Сами себе си не знам што прават. Не може да опстои тоа у оваа држава. Ако не се направи поштено, имаш кафани за цигари, чеджилници, што и да се гостилници, одиш таму, знаеш дека се пуши и чао пријатно. Нема, не се пуши. Се друго е што ќе пропадне за година и пол дена. Без везе ќе се наплатат казни, ќе пропаднат тие инвестиции у тие тераси и толку ќе биде. Господине Сајковски, сакам да ве прашам од медицински аспект. Имаме земји во Европска Унија, Холандија, например, се многу ригорозни во однос на пушењето. Меѓутоа, кај нив е легализирано и се пуши на отворено и на затворено марихуаната, канабисот. Како од медицински аспект, помалку штетно е, што е тоа дозволено, поголема зависност предизвикува никотинот, бидејќи имам читано дека никотинот е на второ место после хероинот. Не знам дали е така, најверојатно е тешко се оставаат цигарите, зависноста е голема. Меѓутоа, еве искуство на европски земји. Зошто е тоа така? Што се однесува до оставање на цигари, видите, тоа е state of mind, што викаат, нели, состојба на умот е тоа. Вие гледате, например, возрастни луѓе кои ќе добијат некој здравствен проблем, ги оставаат цигарите. Ако се цигарите причина или една од причините, и ги оставаат. Например, некој добил инфаркт или му ставиле стентови и прединфарктна состојба, едноставно му викаат немој да пушиш, ризично е, ќе ги остави. Значи, па е врзано со умот на крај на денот. Така. Во однос на Холандија, ова што го споменавте, да, и Холандија е позната по тоа што има одредени, управо ова вие што го кажувате, има одредени ресторани, каде што вика газдата, јас многу ја почитувам мојата кралица и си плаќам секој месец 5000 евра казна, формално кажано казна или лиценца, како сакате кажете, али кај мене може да се пуши. Не се многу, малце се, ама не се служи храна. Само пиелка. Во однос на хероинот, што го споменавте, видите, тоа и марихуаната, значи хероинот, кокаинот и другите психотропни субстанции се, мислам, субстанции кои што прават страотно тешка физичка зависност. Страотно. Ова што е сега Трамп што го збори со фентанилот, фентанилската криза во Соединетите Американски држави, тоа е морфиум. Само што е негде 100 пати појак од класичниот морфиум што се добива од афионот, нели? Тоа се зависности кои што се изузетно силни, изузетно силна физичка зависност. Ако не земете, влагате во абстиненцијална криза и може дури и да се самоубиете.
Цигарите прават физичка зависност, не е таква, е присутна, не е таква, нема да се самоубиете, може да сте само нервозни, да се потите, нели, и треба да Да, тоа сега да се прашам, издржи. каква ќе биде состојбата тебе здравствено, физичка? Вознемиреност, потење, една анксиозност се појавува, зборам за човек кој што ги остава цигарите. Она што позитивно ќе осети, тоа е дека уште првиот ден полесно оди и ќе помалце ќе кашля. Но цело време ќе мисли на цигарите. Колку Нема време да ќе му трае избега. тоа? Колку време ќе му треба на страстен Цел живот ми пушач? се чини. Навистина. Да. Ама добро, првите денови сигурно Меѓутоа, многу поинтензивно. Да, апсолутно. Првиот месец е као криза. Првиот месец после оставање на цигари као абстиненцијална криза. Што се однесува до марихуаната, прашањето со марихуаната е, денеска вие гледате, марихуаната е внесена во лекување на одредени болести, нели? Меѓутоа, CBD, не THC, не она компонента која што прави зависност и е фактички као, ја крстам, дрога. Нели, не е класична, ама е у таа категорија. Али она прави страшно јака психолошка зависност, психичка зависност и луѓето сакаат да ја зимаат и ја зимаат. Тоа се повторно општествени состојби. Во Холандија детектирале дека тоа поише му одговара и носи повеќе профит, веројатно, предпоставувам, нели, на тие со таа продажба. Ја предпоставувам дека е тоа така. Вие имате во Амстердам, тоа е град каде што после Њујорк се зборат најмногу јазици. Њујорк е град каде што се зборат 800 јазика. Сите јазици на светот. После него е Амстердам. Меѓутоа, правите холанѓани живеат на северна Холандија, не се во Амстердам, вистинските. Така да тоа е избор на општеството. Но кога збориме за избор на општеството, тоа ние можеме да збориме дали е избор мој да пушам или да не пушам, како возрастен човек. Меѓутоа, стравот за децата е поголем. Тоа ви е исто како со вакцинациите. Ние викаме општествено вакцинирајте се, ќе се намалат одредени болести. Не пушите рано, не почнувајте рано кога уште не сте созреани како организам, зборам за децата, ви имате ситуација во школите 12, 13, 14 годишни деца пушат по кутија на ден. А што тоа ќе даде реперкусија, мислам дека ни самите не знаат. Дали ради бунтовност пушат или ради што, ни не се свесни. Едноставно можда и не ги интересира најголем дел од нив, нели? Дека ќе влезат во астма, дека внесуваат субстанции кои што се радиоактивни, како Приеска што кажа. Вие имате цијан водороди унутра. Цијан водородот се користеше до скоро, сега е малку сменето за извршување на смртни казни. Дете во откај знае 13 години што е цијан водород, појма нема. Мислам, може да ќе прочита или на ChatGPT или, али треба да знае. И фамилијата, нели? Сосема на крајот, ја бе завршила со две пораки. Од вас очекувам порака до оние кои што се дел од работната група. Предлог законот е закачен на ЕНР, започната јавната расправа. Еве, да сручиме во 2-3 реченици во све што го кажавте, што треба да стават во законот? Они се знаат големи се. Законот е супер, треба да се применува на територија на Република Македонија. Цела. Оној момент, кога ќе почнат да фрчат слики, а не е сега проблем ни со вештачка да се направат, ќе влезат у сериозен проблем. Затоа што овие другиве ќе викаат еве ова е вака, третите ќе се ситат, четвртите ќе викаат сите се исти. Не е поентата да се направи, не знам сега, глави да паѓаат, глоби. Поентата е што вика докторот, да се создаде на клима каде што младите, непушачите ќе бидат заштитени, а и да се направи да биде фер за сите. Оној момент, мислам дека овој закон е избрзан, што не значи дека не може у етапи да се донесе, а тоа не се ни разбира, меѓутоа да направат да биде фер. Затоа што револтот е голем. Ја памтам луѓе кои имаат револт од 2010-та, затоа што и пропаднале бизнеси. За таму некој си
да кај него да може да се пуши, кај мене да не може. Дај да ги направиме цигариве да бидат аут. Толку е, ја не знам како ќе го спроведе тоа, кој ќе го спроведе, меѓутоа јас сум песимист. Доктор, од вас еве една порака до сите пушачи, а со оглед на тоа што ми кажавте дека сте поранешен пушач, кој што ги имате откажано цигарета, што би им порачале на, еве да кажем, на пушачите, кои што можеби веќе и отворивме некоја дилема дали Тоа не е добро. би било добро да пробаат да ги остават. Секој има свој избор, нели, кога е возраст. Човекот бира како ќе живее, што ќе живее и на крај на денот што ќе умре. Меѓутоа, ја би препорачал глобално инвестирајте во музика и во култура. Значи, ние, кога зборам за школите, особено од прво оделение, ние инвестираме во се друго, нели глобално зборам, а не во тоа во кое што можеме децата да им го одземеме вниманието непотребно од конзумирање на цигари или други наркотици на крај на денот, да се инвестира во културата, во фотографија, во цртање, во уметност, нели? Тоа е нешто и на крај во литература, нели? Македонија е држава, не знам дали знаете, ако тргнете да броите, Македонија е држава која има многу повеќе уметници и писатели од сите други балкански држави. Нас културата не спаја овдека на овој простор. А ние најмалку тука вложуваме. И мислам дека школите треба повеќе да се усмерат на тоа, а да на некој начин децата повеќе се свртени на таа страна, отколку на она банално излагање и пушење на цигари. Извини, само да кажам, треба да им се земе умот на децата. Тоа е поентата. Да им се сомеле умот, еве со да им направат, да им биде интересно, да не ги оставиш само, да не го оставиш со TikTok и со Chat GPT, како и да се вика тоа. Мораме да направиме недостапни, финансиски да бидат. Рестрикција никаде не вродила, знаеме, оноа прохибиција, алкохол. Не бе, пари. Кој е тој родител што ќе му даде на детето 2000 денари да купи цигари? Детето нема да пуши. Јас ви благодарам на двајцата за вашето гостување. Мислам дека имавме плодна дискусија. Вас ви благодарам што останавте на Алфа и останате и понатаму со програмата на Алфа. Довидување до следното наше видување.